Поминувам низ Маврово, сместено под пазувите на Бистра. Ова место пленува и во зима, и во лето, поради чудесната хармонија меѓу Мавроското езеро и околните планини. Галичник е мојата крајна цел, сокриен во срцето на Мејачкиот предел, никогаш подклекнат од туѓи сили, познат по својата автентична архитектура и богато културно наследство. Решив да го запознаам овој чудесен предел на еден поинаков начин. На патот кон селото се наоѓа ергела која ја води Васко, храбар, способен млад човек кој решил да го замени врелиот скопски асфалт со недопрената природа на Галичник. По татко галичанец, тој започнува да го крои локалниот туризам со една несекојдневна понуда – да се истражи Бистра на кон. Сакав да се вратам 100 години низ времето и да доживеам вакво искуство. Три куршуми од пушка, знак дека свадбата може да почне. И тука, на Упија, како и долги децении наназад, започнуваат да вијат топани и зурни. Стројни млади се фаќаат за рамења со бавен чекор, а табанџиите го следат секое нивно движење. Тешкото. Се залула оро, се заврте земја и чиниш се корне стресениот век. И околу татна тридиштата темни и враќа бек. Над него карпи, под него бездна. Другите две страни на Галичник се обиколени со густа шума. Одминувајќи го малиот извор на ледена вода што извира под селото, на неколку километри, поминати по шумските врвици, наидовме на црквичката Света Петка. Мојот млад придружник ми објасни дека таа е изградена од чукундедо му Ристе Чоланче. Прекрасниот ден не водеше низ планината Бистра со нејзините пространи пасишта. Го одминуваме понорот тони вода. Карсно поле, каде што водата налето пресушува. Во близина се традиционалните бачила со најквалитетно сирење и кашкавал и студена планинска вода. Патот не поведе кон едно бачило, каде го запознавме пријателски расположениот овчар Шабан, кој не нагости со домашен леп, сирење и кисело млеко. Вакво сирење и вакво друштво може да се најдат само во срцето на Бистра. Над нас се издигнува меденица, молчелива, моќна. Стада коњи слободно пасат низ овие пространства и воопшто не фрлаат ниту поглед кон ретките намерници. И во вечерината, кога е подготвен логорскиот оган, сред недопрениот океан на спокој, го слушам шепотот на ветрот, како да ги повторува зборовите на Петре Андреевски. Ако Македонија е библиска земја, тогаш Галичник е нејзината последна реликвија.